во студиото Сузе има гости и ќе ви посакам добро утро Сузе за тебе, добро утро и за нашите гости. Па за што точно ќе разговараме, тоа ќе биде креативност без граници. Меѓутоа, за каква креативност станува збор? Вие ќе ни најавите, јас ќе ве поздравам. Добре ни дојдовте во утринската програма и ајде да слушнеме што е она што ќе ни го Добро утро до гледачите и добро утро за нашите денешни гости. Всушност, воннаставните проекти се нешто на што најмногу децата им се радуваат и најдолго ги очекуваат како момент на реализација. Добро утро за Дијана Петкова. Добро утро. Библиотекар, поетеса, сестран уметник која што навистина ги не постојат граници за тебе. Добро утро и за Викторија и за Сара, ученички со завршено 8 оделение во училиштето Војдан Чернодрински во Карпош, така нели? Да. Вие сте дел од овој убав проект Книшки како воздишки, кој еднаш порано го отворивме како дискусија, ама не ги кажавме сите интересни нешта кои што се случуваа за време на овој проект, чиј автор е Дијана. Како Дијана дојде на идеја со оглед на тоа што ти си позната на јавноста како човек на кој секогаш инспирацијата за да создава и да поттикнува неверојатни нешта кои не се блиски до нашата култура, овој пат се блиски до источната култура. Како дојде на идеја да реализираш еден проект со ученици во оваа возраст како нивната и истиот тој верувам дека и тебе пријатно те изненади на каков одзив најде? Да, секако. Со самото прифаќање да работам во библиотеката, во училиштето Војдан Чернодрински, веќе предизвикот беше поставен пред мене, така што почнав со работилници. Она што веќе го работев во моето студио за креативно пишување. Но во разговор со педагогот разбрав и дека тие работилници не мора да бидат самостојни, туку дека може да бидат и врзани како еден проект. И така дојдов на идеја и благодарам на педагогот Тања Нечевска, која што ми го даде тој податок, таа информација. И така почна да се создава, односно да се надополнува проектот, затоа што на почетокот, секако, кога ќе дојдете на едно работно место, како и да имате богато искуство, немате искуство токму за тоа работно место, односно барем не за деталите, така што јас се уште учам, се уште сум приправник на тоа работно место, меѓутоа за овој дел, креативниот, кој што веќе го работев предходно. Креативниот човек учи додека е жив и никогаш не му е доволно. Да, и во тој креативен дел веќе почнав да ги работам работилниците, односно она што сум го работела да им го покажувам на учениците, и имаше различни работилници, значи ги опфативме надреализмот, опфативме некои техники кои што мислев дека ќе бидат поинтересни за нив, како што е пишување со измислени зборови, тие самите да се ги измислат зборовите и да им дадат значење. Потоа исклучителен труп, каде што го привиткуваат ливчето, па пишуваат на една одредена тема и таму излегува убави креации. Вие сте и автор, меѓу другото, да, вие сте автори на многу стихозбирки, пишувате поезија. Од каде инспирацијата за хаику поезијата? Кога ќе се сетам, кога ќе си размислам, веројатно, затоа што мајка ми така ме учеше, таа беше учителка, и ме учеше дека искажувањето треба да биде кратко, јасно, концизно. Со малку зборови да ја допреш поентата. Да кажеш суштината. Најверојатно затоа што и нејзината учителка така ја учела. Па потоа, кога дојдов на факултет, професорот Коста Пеев по диалектологија исто така ни раскаже една анегдота каде што некој пријател требало да му напише писмо на својот пријател да му објасни што му се случува и тој му рекол, му напишал меѓу другото: ти пишувам, драг пријателе, надолго и на широко, зашто немам време да ти напишем во кратки црти што ми се случува. Зашто за да напишете нешто кратко, јасно и да ја допре суштината,
Треба умешноста. добро да Умешност е размислите вистина, нешто да. ќе кажете. Так. Викторија и Сара, колку успеавте да научите нешто ново кое никогаш досега не сте имале можност да го научите на ова ваше дружење, ова измината учебна година и колкав предизвик Вики беше за тебе да влезеш во овој проект? Имаше ли некакви предзнаења предходно за... Па искрено, јас за овој проект и за јапонската култура знаев многу малце и на овој проект не беше воопшто напнато, работевме многу креативно и многу слободно можевме да се изразуваме. И вие ја бркавте по ходници, и тоа во петоци после часови, така чув јас, така имам информација, нели? Да. Не ви беше воопшто проблем што е петок и што сите си одат дома и до понеделник сакаат да направат шатдаун? А, не? Не, многу не беше проблем. интересно. Да, многу беше интересно. Сара, се сретнавте со нови термини, предпоставувам Да. сите вие. И јас патем додека истражував за вашиот проект и додека бев да ја посетам изложбата која траеше... Колку време траеше? 3 дена. 3 дена траеше изложбата. Ќе проследиме ние инсерти имаме од изложбата во едно кафуле, кое навистина беше за мене интересно доживување и беше интересно вака да застанеш, да испиеш некој пијалок таму во тој објект и да, еве гледаме инсерти, гледаме и фотографии, токму од она што таму се случуваше. Имавте и гости од Јапонија. Сара, како поминавте со гостите? Гостите, јас можам да кажам дека беа многу добри. Тие ни покажаа како се прави тој еден церемониски јапонски чај, наречен мача. И наистина Му се убава некако беше македонскиот чај? Или не? Не. Не, Бидејќи различен, е доста органски и тој има кофеин во него. Како комунициравте со јапонците? На англиски. На англиски. Не ви се искосија очите, гледам на сите, добри сте. Така. Што се беше опфатено, еве вака уште еднаш да се навратиме и на изложбата и на целосниот проект, Диана? Почнавме со хаику, 3 стишијата, откако ги совлада 3 стишијата, откако напиша голем број хаику песни, имаше и предизвици. Тука веќе се збогатуваше и вокабуларот, се користеа сите оние зборови кои што претходно ги има научено во редовната програма, тргнувајќи од именки, придавки, заменки, глаголски придавки, глаголски прилози, значи сето тоа го користевме. Потоа работевме енсо. Енсо на јапонски значи круг. И се може и некој од нив да каже што почувствувале за енсо кругот. Сликањето енсо круг навидум е една обична активност, меѓутоа тоа е духовна пракса таму. Јас колку што имам информација дека Тоа круг со слободна рака, така? да, круг со слободна рака се слика со со оваа четка овдека што имаме донесено. Така. И со црно мастило, меѓутоа ние ја сликавме со црна боја затоа што токму такво мастило тука јас не можев да најдам. И може би требаше да се потрудам повеќе, но мислам дека акрилната боја беше за нив нешто познато, па одевме на тоа да им биде нешто да бидат покомотни. Тие еве енсо кругови, тие потоа ги исполнија со цртежи. Затоа што пак следната техника беше хаига. Хаигата подразбира спојување на цртеж со хаику. Со тоа што во старо време хаику авторот откако ќе го напишал хаику 3 стишијето, односно кајна се 3 стишие, а таму се пишува во еден ред и тој со истото тоа мастило, со истото таа четка продолжувал да слика еден обичен едноставен цртеж. Мене најмногу ме плени таа едноставност во сите овие техники и во општо едноставноста како вредност која што е присутна во јапонската култура. Нешто што е и моја карактеристика, јас не сум за комплицирање на работите. Но понатаму одевме со хајбун.
Хаибунот подразбираше спој на хаикотристишијата со расказ, краток расказ, некоја случка од нивниот живот, од детството, кое што им оставила впечаток. Потоа работевме икигаи, имаше и други различни нешта. Зборувавме за ичиго и чие. Многу нови нешта верувам дека научиле учениците, но еве вака, ова ти го предавам тебе, свечено ти да ни го представиш, што значи и какви емоции будеше целиот овој ритуал, кој што на еден едноставен начин ти исто така се обиде да им го допришиш на учениците. Ова тибетска чинија, и јас со оваа тибетска чинија се запознав на една работилница. Овдека кај нас се користи најмногу за релаксација. Но во источната култура таа се користи дури и за лекување, затоа што знаеме дека нели звукот е лечебен, тоа тебе добро ти е познато. Така. Овдека едноставно одевме на тоа да се ослободат од целата онаа напнатост која што ќе ги зафати во текот на денот, не само нив, туку и нас. И тоа беше едно кратко производство на звук на кој што тие се фокусира кратко време за да можат да се опуштат. На тој начин се релаксираше и просторот од непотребната енергија и после тоа веќе... Ајде да го прочистиме и нашиот простор. Прекрасно. Да. Можност да ја слушнеме тишината. Ова е да ја слушнеме тишината и да се обидеме да направиме една комуникација со себе, еден контакт со себе. Точно и оние кои што чуле за гонг медитација, јас уште пред неколку години по социјалните мрежи дојдов до некакви линкови каде што навистина во светот, а сега веќе и кај нас се прават такви гонг медитации во кои овој звук не воведува во ритуалот, не воведува во целата атмосфера и ни прави можност да допреме до себе, да ги извадиме сите оние потиснати наши доживеани работи, стресови, стравови и така натаму, и кога ќе заврши целиот ритуал, навистина да ни биде подобро од она што ни било претходно. Колку вам ви е подобро после завршување на овие активности и дали нешто од сето она кое што се работеше веќе во проектот, продолживте и понатаму да си го практикувавте? Продолживте ли без барање, без обврска, без домашна задача да пишувате хаику, да цртате енсо кругови? Слушнав и дознав и научив дека енсо кругот имал голема символика, така? Да. И после овој проект, многу научивме од проектот, многу покреативни сме. Јас искрено многу по-добро можам да се изразувам. Пишувам дома хаику, еднаш неделно можеби ќе ми текне, бидејќи добро се чувствувам кога пишувам, се изразувам. Моите чувства можам добро да ги изразам. Ги собираш некаде, ги чуваш или така ги пишуваш чисто за... Ги пишувам, ми чувам некој не чувам, зависи дали ми се допаѓаат. Сара, кои се твоите придобивки од овој проект и што промени кај тебе ова искуство? Да, на почетокот некога започнав проектот, јас многу поубаво се чувствував дека присуствувам во ваков проект каде што многу можам да научам за култура која што не е вообичаена тука кај нас. И проектот искрено и мене така ме отвори и почев да размислувам на многу поразличен начин од пред тоа. Почев да гледам културата како голема поезија што ја пишуваат јапонците, бидејќи наследничката како што ни кажа, во Јапонија оваа култура хаикуто, хаибонот ја пишуваат сите луѓе и сметам дека е убаво за изразување. Добивте ли желба за време на проектот да отпатувате во Јапонија, да посетите нешто таму? Да. Јас секогаш ми била Јапонија една од земјите кои ги имам на листата на желби за исполнување, но
Не знам кога ќе дојде тоа, Вики, лесно ли е да се патува како турист во Јапонија? Имаш информација? Немаш нети информација. Не знам, мене би ми било тешко. Знам дека летот трае долго, но ако се одлучи човек, нели, со една креативна визуализација. Знае ли желбата што е долго? Не, навистина верувам дека еден ден сите ваши желби ќе се исполнат, а во меѓувреме ќе сработите многу проекти. Сега сте веќе 9 оделенки од септември па натаму. Во какви проекти би сакале да бидете вклучени? Може би не со Дијана, може би со некои од другите наставници, или какви се вашите други афинитети, како се гледате себе си понатаму, Вики? Јас би присуствувала на вакви проекти уште многу. Многу убаво се чувствува за време на проектот и понатаму многу би сакала на вакви проекти. Имаш некоја идеја за наредната година, некои предлози? Реално не баш. Да. Сара? Јас присуствував на многу проекти до сега и би сакала да продолжам да присуствувам, бидејќи сепак проектите не тера да размислуваме повеќе, поубаво, на поразличен начин, сметам позрело со нив. И се спојуваме со другите деца, се дружиме преку нив. Да, прекрасна можност. Дијана, ти си олицетворение на еден педагошки работник, библиотекар си во случајов, меѓутоа твојата креативност е сестрана и ти си од тие мултитаскинг личности кои што успеваш сите твои таленти, се она што си научила, присвоила како знаење, така некако добро и едноставно да го спакуваш и да го доближиш, за да им биде баш задоволство да трчаат во петоци после часови во библиотеката. Тоа го дознав и од мојата помала ќерка и драго ми е што навистина постои во училиштето некој кој е омилен и кој кај учениците секогаш бараат моменти да црпнат по некое знаење, што е вистинско уживање и што јас навистина се радувам на тие светли точки. Вие сте светли точки во многу училишта. Благодарам за убавите зборови, но сакам да нагласам дека во училиштето владее таква работна атмосфера и сите работат. И мислам дека нема омилени и неомилени наставници, туку дека некако целиот колектив е во хармонија и едни со други соработуваме, така што ова немаше да може да се оствари вака доколку немаше соработка. Кој ти помогна најмногу? Најмногу децата со нивното учество. На прво место затоа што сакаат да учествуваат. Потоа секако одобрувањето од директорката, затоа што тука ако немате разбирање, нема да може ни да се реализира ова. Значи сите од колективот, наставникот по ликовно Тони Шулајковски, кој што ја аранжира целата изложба, ги напиша овие хајбуни, ги напиша на украсна хартија, која што добивме на подарок од професорот Симон Шемов. Моите пријатели, Мики Кирков од MyPrint, фотографиите што ги гледавме се изработени од Ралеви продакшн или Ралеви продукција. Итан Шулајковски, тоа е младиот толкувач кој што толкуваше од англиски на македонски и обратно преведуваше за да може да разберат тоа што говориме. И веројатно се надам дека нема да испуштам уште некој, меѓутоа на тебе ти благодарам за тоа што успеавме, значи сепак една соработка и меѓу и со родителите, исто и на Бранка Бугариска, која што како главен уредник на Арс Ламина се понуди ова да го изработи за да им остане во спомен. Во еден траен документ. Не знам дали има време, но би сакала нешто да прочитаат ако има време. Имаме време, повелете, повелете. Сара може да прочита хаику. Кратко, ама сижето да го допреме. Така е, повели Сара. Да. Сите три или? Па, како сакаш? Ако ти тргне, сите три. Утринско кафе, отворени очи, зар нов ден почнува. Утринско кафе, отворени очи, зар нов ден почнува. Капки паѓаат како балерини од облачињето.
Капки паѓаат како балерини од облачињата. Ветрот фрчи низ брановидното море, раснато едро. Ветрот фрчи низ брановидното море, раснато едро. Тука можам да кажам дека хаику поезијата се чита најмалку 2 пати, затоа што повторувачкиот ефект е нешто што затоа што е кратка и за да се внесе, за да ја процесуираме. Браво, браво. процесуираме. Сара, Вики, повели? Првото доведување. Срекни времења. Зошто ли мораат да завршат брзо? Срекни времења. Зошто ли мораат да завршат брзо? 2 април 2018 година. Точно 1 месец пред да се роди мојот помал брат. Седиме дома. Сабота попладне беше кога задзвони телефонот. Мајка ми се јави на телефон и додека зборуваше, солзи почна како река да ѝ течат од очите. Се уште бев мала и тешко ми беше да разберам што се случува. Ги спакувавме торбите и тргнавме за Струмица. Мајка ми ја објасни ситуацијата, но се уште бев збунета. Не можев да си објаснам дека мојата баба повеќе ја нема, дека не постои. Тие месеци бев премногу тажна и не можев да верувам дека нема повеќе никогаш да ја видам. До ден денес ја чувствувам таа тага. Еден ден и велам, како бродче од хартија ќе те пуштам да отплавиш. Како бродче од хартија ќе те пуштам да отплавиш. Многу емотивно. Да, ова беше Многу убаво посветено, така. Ви благодарам многу. Драго ми е што представивме дел од вашата работа заедничка, сето на кое што оваа учебна година бевте фокусирани и посветени и со некои следни проекти ве чекаме и до година. Така. Благодарам. Јас уште да сакам да им се заблагодарам на јапонците, односно на госпогицата Чие Нагашима и на господинот Ацуши Кобаяши, кои што веднаш прифатија да ја изведат чајната церемонија како подарок за трудот кој што го вложија учениците во овој проект и сметам дека и понатаму ќе соработуваме со нив. За соработката и верувам дека и понатаму ќе соработувате. Имајте убаво лето, одморете се и размислувајте, пишувајте, создавајте, креирајте. Ние сме тука да ве представиме повторно.